Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Еден гостин со кој што до сега направивме два подкасти, ова е третиот подкаст на една тема која што е супер интересна, супер скандалозна и супер полна со дезинформација. Јас би рекол така што овој подкаст сега ќе биде корисен. Филип Достовски, добре дојде по трети пат. Здраво, добро те најдов. Јас би сакал да почнеме од некои работи кои што се основа. Значи, моите истражувања ме водат кон тоа дека во 19-тиот век големи, да речеме, бизнисменски имиња, сега да не ги спомнуваме тука за да не си навлекуваме проблем, пред се во Америка почнуваат да финансираат универзитети и центри на истражување кои што го свртуваат истражувањето во делот на медицината и не само во медицината, во многу индустрии, од тоа што порано било засновано на природните ресурси, значи пред се билките, ама не само билките, многу други работи, кон оно што значи синтетички формули на најразлични лекови, базирани пред се на суровината наречена нафта, односно петрохемиската индустрија. Па да тргнеме од тоа која беше реалноста во која што живееше светот пред да се случи ова насилно отстранување на природната медицина од учебниците, од прирачниците, од традициите. Вака се малце нели на други подкасти обично зборам што се случува со канабисот во Македонија и нели во денешно време. Ќе стигнеме и до тоа. Да, сега тука кај тебе малце ќе навлеземе понатака и малце по теми што луѓе не дека не ги интересираат, ама едноставно помалку се зборат, тоа е историјата, денешната историја како нас ни е сервирана и стварно што се има случено. Сега вака, јас од тоа порано не ме интересирале такви работи, ама у принцип со истражување на канабис, патот сам натака те води и се гледа дека многу од историските настани кои се случиле вистински, значи нели било кој историски настан се има случено, е сега работата е кој од кој јагол тоа ќе го представи, нели, и од кое и нели со какво светло ќе ни го осветли тој минат настан, заради тоа што многу пати нели на победниците ја пишуваат историјата. Настан кој е фактички случен, што не може да се излаже дали се случило или не. И сега со разни информации или дезинформации се менува природата на тој настан. Нели, например, многу пати под борба за слобода ние гледаме сосема друга агенда која баш обратно значи од слобода. Ќе кажам за ова да може нели повеќето луѓе го разберат, ќе кажам еден само прост пример. Сега знаеме дека еве низ Скопје, поготово низ Европа више тоа е случено, се поставуваат камери на секаде. И тоа е све под слоганот дека тоа е за безбедност и така натака. Така. Сега многу е тенка границата или сива зоната помеѓу безбедност и контрола. Така да надзор е зборот. Или надзор, да, така да слично се случува и со ова, значи ние имаме многу примери за ова. Конкретно е за канабис индустријата и твоето прво прашање како било во минатото и што се случило нели сега. Исто така нели знаеме дека порано природните препарати како канабис, опиум, други растенија, значи лековити билки биле основа на човеково лечење од разни болести. Значи скоро сите болести има одговор во природата. Сега со почетокот на
индустриализација и целата индустријска и технолошка револуција од крајот на 19 век, под истиот наратив дека идеме кон прогрес и нели да ги отфрлиме старите суеверија или природната медицина како ненаучна, се прави еден нов наратив, нели, дека науката ќе го бутка светот. Да, ме интересно е тука, извини што ќе те дополнам, интересно е дека овој процес на така наречено навлегување на науката и на прогресот се надоврзува на претходното палење на вештерки токму од овие причини, затоа што практикувале народна медицина. Па баш тоа го кажав во еден подкаст, онака само малце го напоменав, да, точно е тоа. Значи, да, тој процес е уште одамна почнат, мислам, колонизаторските сили. Зборам за нели Британија, Шпанија, Португалија, секогаш кога ќе освоиле нова територија, прво ги тргале на страна, нели ги убивале или ги казнувале со разни обвиненија. Уствари луѓето кои го воделе тој народ во тоа време, па дури и денес, само тоа е малце другаче, на друг начин представено, човекот кој бил религиозен лидер во едно општество, во исто време бил и лекар, и советник, и учител, буквално го водел населението. Е, сега колонизаториве, прво тие луѓе ги тргале на страна. Вклучително и тоа е агендата со палењето на вештерките во среден век. Обично тоа биле жени кои биле надри лекарки, кои знаеле да излечат или да помогнат на населението со разни проблеми, почнувајќи од болести до нели совети социјални, не знам, како да се одгледуваат деца, како да се живее правилно и така натака. И сега, заради тоа што имале знаење со кое можеле да не кажам да живеат, него да просперираат во нивните средини, колонизаторите прво тие луѓе ги тргаат, народот останува без компас и тогаш е многу полесно да им се наметнат колонизаторските начини на живот, како колонизаторите сакаат да го усмерат тоа население да живее во исто време и да биде понизно и нели да служи за тоа што колонизаториве намислиле, дали негде ќе им ги земат природните ресурси како вода, храна и така натака, или на друго место некои рудни богатства како злато или сребро. Така да, секогаш прво се тргаат луѓе што знаат нешто, за да може полесно да се контролира народот. Така мислам е направено и со канабисот на крајот на 19 век. Кога го спомна крајот на 19 век околу ова палењето на вештерки, и тоа е една пропаганда дека тоа се случувало во средниот век. Значи последните неколку века, значи последните палења на вештерки се забележени во Америка, мислам 20 век. Така што не е така во средниот век, туку е 19, 18, 17 век, значи после Ренесансата некаде во тој период кога всушност со Гутенберг, значи со се она што значи придобивки за човекот, кога обичниот човек знаењето станувало достапно, од друга страна системот вика, чекај сега малце нешто друго ќе измислиме и ќе ги затвориме во повторно во незнање. Морам да напоменам, тоа не е само палење на вештерки, значи тука проблеми имале и научници како што Галилео Галилеј, Джордано Бруно. Така, Джордано Бруно, да, и они имале проблеми заради тоа што секогаш кога некој со аргументи ќе се спротивстави на естаблишментот, ги има истите проблеми. Така да, очигледно е дека некакви сили или ајде да ги наречеме организации долго време го контролираат тоа. И сега една интересна работа е природата ни дава безброј работи.
почнувајќи од основните елементи, значи земја, растенија на таа земја, воздух, вода, а сведочиме во денешно време луѓето кои што мислат дека ја се измислувам, нека пуштат телевизија и ќе видат минимум една реклама за вода и не убедуваат дека водата е, освен таа водата во шишиња што тие ќе ни ја продадат, нема друга достапна вода, истовремено Да, другата е нечиста. не истовремено се обидуваат да ни ги затворат нели реките во хидроцентрали. Не убедуваат дека е супер загаден воздухот, а го загадуваат нивните тешки индустрии, земјата и така натаму, значи се она што е природен ресурс на кој што остатокот од живиот свет природно чувство дека таму треба да живее и да го искористува, на нас луѓето ни се наметнува како нешто скапо и недостапно. Па, За да дојдеме до тоа дека всушност природата ни ги дала ресурсите, само што некој сака да стави ѕид помеѓу нас и тие ресурси. точно, па мислам дека таа е комплетната ствари агенда, зашо сега нели ептен треба да навлеземе во теорија на заговор, кои последниве неколку години некако искача дека не биле само теории, ама Практика. да, тоа е више ептен пракса, да, заради тоа што е кој што ти спомна, истите тие што го прават проблемот, ти го нудат и решението, ама решението и некако не е некој избор кој ти можеш да го избереш. Ти го наметнуваат решението со тоа што со исто така со наметнување на страв. Значи ако не биде вака, тешко вас, ако не биде така, исто така тешко вас. Во исто време е баш убав пример кажа ти со вода, значи рекламираат вода која ти ја продаваат во пластични шишиња. Вода иначе не постои производство на вода, зашто тоа е ресурс на земјата кој постои од секогаш и е во еден постојан круг, нели? Туку постои производство на пластични шишиња, они само ја пунат водата во тие шишиња, така да фирмите кои ни продаваат вода од разни познати извори, сега да не спомнуваме брендови, они уствари произведуваат шишиња пластични, не произведуваат вода. Истите тие нудејќи ни ја таа вода од недопрени природни извори, ја загадуваат планетата и само прашање на време кога нивната пластика ќе стигне до тие извори, ако више не е стигната. Пошто како што знаеме сите микропластика може да се најде више скоро во секоја вода на планетата. Тоа е Со оглед на тоа дека има во океаните, едноставно влегува во целосниот циклус на водата. И сега, како едно растение кое што е од Бога дадено, како што имаме камилица, како што имаме ајдучка трева, како што имаме кантарион, имаме и канабис. И, еве, мислам дека повторувањето е мајка на знаењето, да ги повториме сите можни практични употреби на ова од Бога дадено растение. Вака, за да ги кажеме сите практични потреби, ќе ни требат едно 3-4 сата, зашто буквално од канабисот може да се прават над 50.000 производи. Значи, до моментот избројани, значи, или со други зборови, све што не мора да биде направено од метал или од стакло, може да се направи од канабис. Значи, збориме од хартија, платно, композитни материјали. Во последно време се тестира производство на батерии од канабис. Мислам, нели, од композитните влакна што се наоѓаат во канабисот. Може да се прави, нели, храна од семето, бензин, бои, значи вештачки, терпентинот кој се користи за разредување на боја и во самата боја, во таа индустрија, значи исто може да се прави од канабис. Пластика имам слушнато дека може да се пластика која се разградува за помалце од една година, значи буквално све. Уствари, ова ние сега што го збориме дека може да се прави од канабис, као да нешто откриваме топла вода, забораваме дека тоа уствари порано и се правило од канабис. Значи нема народна носија постара од помлада
од 200 години која не е направена или од коноп или од лен. Значи памук воопшто не се ни користел. Бродските платна, еве тој е убав пример со бродските платна, ако се А, направат од памук едноставно се кинат, така? точно бродските платна, значи во времето на Колумбо канабис бил последниот крик на технологијата и не само во времето на Колумбо, многу пред Колумбо и многу после Колумбо, заради тоа што еве на пример ако Колумбо открил Америка, што ја не се слагам баш со тоа, ама Небитно. небитно Забавите. да, сепак стигнал до таму, никогаш немало да стигне да не постоел канабис, зашто во тој момент не постои друг материјал од кој може да бидат направени јажињата или платната на едрата на бродовите, а да не се кине константно под влијание на сонце и на сол, нели, на море и на океан. Комплетно цела гардероба на луѓето била направена од канабис. Првата, до сега колку што знам, првата откриена употреба на канабис не е воопшто во форма на храна или лек или ритуално средство, нели кој што ги наоѓаат по археолошки сајтови, туку првата реална употреба на канабис е, мислам, не ме фаќа за збор, сега сигурно има и нови податоци, ама ја таа што ја знам е од прилика 20 археолошка локалитет 25.000 години стар и уствари остатокот кој се препоставува дека од канабис е уствари импринт на глина од јаже од канабис. И сега со микроскоп се гледа отисокот во глината и се гледа дека тие влакна по нивната структура највеќе наликуваат на канабис. Значи, луѓето канабисот како градежен материјал или како за сегашната индустријска употреба за платно или за некакви други материјали, ја знаеле многу одамна. За сега нашите информации кажуваат дека прво така ја дознале, а дури после како храна или како лек. Што исто така не може да се потврди, зашто се уште немаме откриено па нешто постаро кој ќе ни сведочи, нели, дека го употребувале како храна или лек. Или со други зборови, ако веќе го употребувале, живееле заедно со канабисот и го употребувале за производство на јажиња, сигурно во исто време знаеле и за неговите други употреби. Само што за сега немаме материјален доказ за тоа. И сега, одиме на оно што е секогаш дискутабилно во маветот, а тоа е канабисот како дрога. Морам да го илустрирам ова со серијата Наркос, која што го обработува на почетокот животот на Пабло Ескобар, кој што знаеме дека е најголемиот и непознатиот дилер на кокаин. И во целиот тој процес, таму дури и објаснат процесот како се прави кокаин, се гледа дека тоа е една тешка хемија. Последици од користење на кокаин, хероин, тешки кристални метамфетамини и слични работи, значи постојат редица последици како болести, како зависности, како смртност. И самиот Пабло Ескобар во целата серија е представен како човек кој што продава кокаин, а си павка џоинти, едноставно кажано, и во едно интервју со неговиот син тој го потврдува тоа, ги потврдува неговите зборови дека кокаинот е добар отров од кој што се добро се заработува, додека тој единствено ужива во канабисот кој што не е нели негов домен. Зошто имаме проблем се уште во денешно време се наблюдува, еве јас на работа не смеам да бидам конзумент на канабис затоа што ќе резултирам Имаш проблеми, да. И ќе резултирам на тестови дека сум под дејство и дека не можам да управувам со одредени машини, например. Така. Тоа е, сега тука имам и неколку работи да одговорам, а прво од последново. Како исто така корисниците на канабис се маргинализираат и како имаат проблеми. Например, од сите забранети субстанции, да не кажам
други, пошто според мене канабисот не е дрога, ама сепак е забранета субстанција. Од сите забранети субстанции, канабисот најдолго останува во човечки систем. Например, после употреба на кокаин, после 3 до 5 дена, не може никаков тест да ти пронајде кокаин во твоето тело, ни во крв, ни во мокрача. А за разлика од тоа, канабисот од само една употреба може да биде откриен дури после месец дена после само една употреба. Сега, нели има брзи тестови за канабис во западноевропските земји и во Америка постојат, каде што ти додека возиш кола, може нели полицаец да те запре, да ти направи тест нели за алкохол да дуваш во, заборив како се, во дрегер, мислам се викаше. Не знам како се вика, никош не сум го правил, искрено. Да, нели за алкохол и исто така има тест за канабис. И сега тестот за канабис може да ти покаже дека ти во систем имаш канабис, а твојата последна употреба била пред 3 недели. И да ти исклучи од сообраќај и да ти напише казна и така натака, а иако ти не си под никакво дејство на канабис. И да те третира како проблематична личност, психолошки советување и така натаму. Да, па тоа е дел од целата пропаганда. Канабисот е нели ставен во класа на дроги со конвенцијата на Обединети нации од 1961 година. Нормално таму лобираат разни групи. Тоа што го спомнав на почетокот, значи истото тоа семејство кое што е во нафтениот бизнис. Да, отприлика се почнува од нив. Со тоа што нели да не го споменуваме семејството по име и по Па не, едноставно ќе кажеме земјиштето на кое што се направена зградата на Обединетите нации е нивно. Луѓето нека си изгуглаат кои се тие. Да, исто така и Светска здравствена организација е под нивна контрола. Исто така нели огромни лобисти се баш од оваа причина ти што кажа во Обединети нации. Ама прво почнува да го криминализираат канабисот во Америка. Значи уште во 1910 нешто така почнуваат првите пропаганди против канабисот, а во исто време откриваат дека многу соединенија од кои може да се прават синтетички лекови уствари доаѓаат од нафтената индустрија. И се они сакаат само да направат една голема замена и long story short, во исто време финансираат и даваат стипендии на лекари кои ја учат нивната наука и реално тука се врши првата пропаганда дека лечењето со природни лекови е ненаучно и е надри лекарство. И уствари тука ја поставуваат оној познат правец дека науката и прогресот идат рака под рака, а тоа не е секогаш така. И уствари ги маргинализираат овие природни лекови и воопшто било какво знаење од пред тоа го дефинираат како надри лекарство. Јас вака би те дополнил тука, ако се согласиме дека ние имаме илјадници години историја запишана, јас верувам дека тоа е многу повеќе, дека се десетици, стотици илјади, веќе се согласиме, неколку илјади години запишана историја. Тој тип на лекарства и тој тип на спасоносни решенија кои што доаѓаат во нашето тело преку игла се во последните 100-150 години. Како тие илјадници години сме преживеале ако е така? Се сложувам, значи, логично баш прашање. така. И има и една друга битна работа. Они цело време кажуваат, тоа е денешната медицина, дека животниот век на човекот, кога постои оваа денешна медицина, е неколку пати зголемен, што реално и не е така, заради тоа што просечниот век на луѓето точно е дека се продолжува. Може би само заради хирургијата. Хирургијата е нешто друго, кое што нема врска со ова што го зборуваме. не. Хирургијата е сечи закрпи, заради тоа веројатно може би има влијание.
ми беше муаветот, дури и да е проложен животниот век во просек, тој не е поквалитетен. Значи, пред само 100 години Алцхаймер и деменција скоро и да не постоеле. Аутизам. Аутизам исто така, тоа е толку пати зголемено и се уште не може да се најде причината. Не може. Таа се знае сигурно, ама се манипулира со неа, нели? Мислам сам да кажам, џабе и да е зголемен животниот век, кога, што не мислам дека е така, ама еве по некои нивни статистики изгледа дека е така, ама квалитетот не е воопшто подобрен. Така да секој човек у денешно општество над 50 години, 80% од луѓето над 50 години користат барем 3 препарати фармацевски за да имаат нормален живот. На секојдневна основа, збориме Да, секојдневно. на секојдневна основа, тоа не се ни третира како лечење, туку како за олеснување на животните тегови. Додека порано луѓето, някогаш сум слушал и од мои предци, некои постари, буквално до последните 5 дена од својот живот работеле на нива или биле активни во општеството. А сега ние имаме епидемија од гериатриски болести кои едноставно како да се направени, има тука таква, има една воена тактика како да се направени да го кочат човештвото. Например, имаме луѓе кои последните 5 до 10 години од животот буквално мора да се со туѓа нега. Нели, Така. од разни причини, Алцхаймер, деменција и слични такви, би ги нарекол, старечки болести. Рачунете дека еден човек што има деменција мора барем 2 или 3 од неговата фамилија да се грижат за него и автоматски цело семејство е заробено во тоа време, да. Слична таква стратегија има во војна со нагазни мини кои се направени да не го убијат тој што ќе ја згази мината, туку само да му ја разнесат ногата, зашто така мора и 2 други војници да го носат ранетиот. И автоматски ти си неутрализирал 3 од, нели, Да. од спротивната војска. Значи тоа се според ова што го знам за нагазните мини, гледам што се случува во општеството, едноставно само правам паралела. Тоа исто се случува и со аутистични деца, цело семејство е заробено и е многу поподложно на манипулации после тоа. Нели, како да се третира тоа дете, како да се воспитува, едноставно како да продолжи после да има свој живот. Значи, родителите имаат огромни проблеми, вклучително и детето. Така да и да имаат други здрави деца во фамилијата, сепак све тука закочено. Да го искористам твојот збор, да не искористам некој друг. Така, и најголемиот, да речеме, најголемата епидемија која што се случува и тука кај нас и во светот, а тоа се малигните заболувања, кои што едноставно се кажува дека нема никаков лек за тоа, не се кажува кои се причините, а причините очигледно се во начинот на живот кој што го живееме. Значи, не се објавуваат студии, иако ваму таму ќе излезе некако истражување дека всушност станува збор за лош начин на исхрана, лош начин на лош воздух, лоша храна, лоша вода или уште поедноставно кажано лоша пеха вредност во организмот, односно зголемена кисела средина, а истовремено повторно тие реклами ги споменувам, се рекламира се она кое што конзумирајќи го ја зголемува таа пеха кисела средина. Така, кога ќе отидеш во супермаркет или еве на бензинска станица, или на бензинска пумпа, пуниш бензин, влегуваш внатре, сите тие производи што се од енергетски пијалаци до
сокови до храна, све, буквално све е отров. Ама едноставно човештвото е више навлечено на тоа. Мислам, мали деца кои ќе им даеш да бираат помеѓу овоше и некои такви производи, децава више ги бираат тие производи. Недно дете, секое дете бира чоколадо пред банана. Дури и чоколадото не е истото од пред 20-30 години, значи Така. какао дали да има 5 до 10%, све друго се некои вештачки ароми, мириси, шеќери и така натака, така да реално хемија конзумираме. Ова е интересно што го спомена, јас во детството се сеќавам имаше два типа на леп. Црн и бел леп. И црниот Да, беше нешто поевтин, така, и се туркавме да го купиме тој, а беше направено интегрално брашно, додека белиот беше нели од финото бело брашно и така натаму, беше нешто поскапо. Дури и тоа во денешно време нели стана мода да се јаде црн интегрален леп, дури и тоа не ја тоа е поскап, е поскап, ама и тоа не е автентично, тоа е бел леп со по боја, боја за да изгледа црн. така, така. Не, кај да се свртиш ќе најдеш вакви примери, значи ако почнеме да ги спомнуваме скроз ќе се заглавиме зашо буквално си на раскрсница со 1000 страни, не знаеш кој пат да го фатиш, као кружен текст со 250 излези. Ние само кружиме на кружниот тек не знаејќи. Така, уште една работа ми текнува сега, која што јас пораснавме играјќи си во прашина, во кал, со неизмиени раци и слични работи, и никој од нас немаше алергии. А Така. сега алергиите имаат буквално бум. Тоа е заради тоа што порано вакцините уствари беа тоа, да излезеш у природа и сам да се вакцинираш од разни бактерии и организми што може да те нападнат, ама тоа е природниот начин на кој ние сме еволуирале. А точно е сега дека децата се држат во стаклено ѕвоно, живеат во стерилни средини, немаат контакт со никаква бактерија или вирус кој постои во природата, едноставно нивниот имун систем не е истрениран. Нели, како што луѓе тренираат тело бодибилдинг, како што луѓе си го развиваат мозокот со читање, со учење, така исто и имуниот систем наш треба да вежба. А таа вежба се случува прво во детството, кога нели играш надвор, поготово во природа. Денес децава седат затворени дома у соби, надворешниот свет го гледаат преку екран, така да не е ни чудно ова што се случува. Проблемот е како луѓето не го гледаат тоа и зашо идат по линија на помал отпор со она. Баш сум го чул тоа, јас немам деца, ама имам пријатели кои имаат деца и сум го чул тоа, па сите така прават, као што да правиме, и тоа е линијата на помал отпор. Пример, значи, многу полесно ќе го разберат ова. Ако имате еден компјутер кој што има антивирус, мора да е приклучен на интернет, каде што постојат сите можни вируси, За да почне да работи. за да почне да работи, да му доаѓаат апдејти, односно ажурирања, за да ги знае новите верзии на вируси. Ако не ги знае, ќе остане во некоја застарена верзија и нема да функционира добро. Многу Буквално истото, да, да. просто и едноставно, значи мора да се извалкаш во нечистотијата на микроорганизмите за да научи телото од што да се брани. Така. Исто така кога сме, нели, децата имаат најјак имунитет и највише способност тој имунитет да учи и да се развива. Како стариеме тоа и да се поспоро и поспоро, така да во критичните години ако децата не го истренираат својот имунитет, после тие проблеми се провлекуваат до крајот на животот. Значи тој имунитет е недоразвиен, нема доволно информации како да се одбрани и после тоа стануваме жртва, пак ќе кажам, на оваа нова медицина, што ти дава решение под наводници за некои такви проблеми. Сега да се вратиме малце на канабисот, тоа што сакав да го кажам, зашо е уствари многу потребен во све ова. Канабисот е, колку што знам ја, единствена билка која е
така забранета. Значи има и други билки кои се контролирани, ама канабисот е единствен што е пробан и да биде контролиран и забранет, а и искоренет од планетата. Сега зошто е тоа така? Зашто канабисот има, затоа е уствари наречен во многу култури божја билка. Канабисот во себе содржи канабиноиди. Канабиноидите и зашто е толку интересен и поврзан со човештвото. Канабисот содржи канабиноиди. Тие се молекули кои се наречени по канабисот канабиноиди и по некоја случајност, еволуција, божествена интервенција, што и да е, истите тие молекули ние ги произведуваме во нашата пенеална жлезда. Не само Тоа сакав да го кажам, значи првин да појдеме од тоа дека нашиот организам всушност е самодоволен, произведува се што е потребно за самоизлекување. Да, мислам, кога ќе се изгребеш или кога ќе се исечеш и да не отидеш на лекар, нели ако не е длабока раната, мислам и да е длабока, ќе таа сама зараснува. Ти на лекарот не ти ја зараснува, ти кај лекарот можеш, ако е голема, нели да ти ја зашие за побрзо да зарасне и некако да проба да направи дезинфекција во смисол, нели, да не се заразиш. Ама реално раната заздравува, самото тело ја заздравува раната. Коагулација на крвта практично се случува. Лекарот, да, тоа тој систем. Па тоа истото се случува и со сите настинки и со сите болести. Значи ние константно сме бомбардирани и од бактерии и од други различни влијанија. Еве конкретно сега зборам со тебе, поврзан сум преку Wi-Fi, рутерот ми е на 5 метра, тој сигурно некако делува на мене. Во исто време низ мене поминуваат уште милион разни фреквенции, радиостаници, телевизиски радиостаници, така натака, имунитетот константно со тоа се бори, пошто нели тоа електросмог, како се вика, и тоа е вид загадување. Значи, нас имунитетот константно ни се бори со тоа, а имунитетот е директно контролиран од овие молекули кои ги збориме дека постојат и во канабисот, значи ендоканабиноиди. Пак ќе кажам, чисто случајност е што ги има и во растение, а исто така и ние ги произведуваме. Значи, ова што ти го спомна дека нашиот организам е самодоволен и дека во нормални услови и во не му треба ништо, нели, за сам да се излечи, за сам да се развива и така натака, нели? Ако сме дел тело, дел душа, телото ни е само зацелувачки робот. Значи, така да молекулите кои ги има во канабисот ги произведуваме ние, да не се повторувам, и тие уствари ни помагаат на телото да се заштити од различни надворешни влијанија. Интересното е што и растенијето канабис ги користи молекулите, истите тие, за заштита од бубачки, за заштита од УВ зраци од сонцето. Значи, ние кога користиме канабис, само уствари додаваме од оние молекули кои нашето тело ги произведува и кои во даден случај се во квантитет помалце, за да може да не заштита од некоја болест. Тогаш уствари настанува болест. Кога нашето тело има помал број на ендоканабиноиди, настанува дисбаланс во организмот и се случува болест. Сега зависи од човек до човек на што е повеќе подложен. Некој во истите услови ќе развие тип на диабет, некој во истите услови ќе развие канцер. Значи, све зависи исто така и телото генетски на што има предиспозиции и нели во кој дел од одбраната е послабо. Канабиноидите помагаат со регулација на тој имунитет и во услови кога нашето тело не произведува доволно тие канабиноиди, тогаш се користат надворешни канабиноиди кои во нашиот случај доаѓаат од канабис. Тоа ми беше муабетот зашто е толку интересно растение. Значи, освен што
исто толку колку што му помага на човечкото здравје, толку помага и за здравјето на планетата. Тоа сакам да кажам, со канабиноидите помага на сите други организми кои имаат ендоканабиноиден систем, тоа не се само луѓето, тоа се сите цицачи, па дури некои пониски типови на живот. Дури некои инсекти е пронајдено дека имаат ендоканабиноиден систем, ама во исто време растението така делува милиона како горе така доле, во каква и средина да го ставиш тоа растение, тоа во таа средина делува само како помош и регулација на таа средина. Например, од воздухот зима јаглеродиоксид, како сите растенија, и произведува кислород. Ама тоа го прави 4 пати повеќе од другите растенија. Со корењата, кога ќе го насадиш во загадена почва со тешки метали, прави фиторемедација на почвата. Ја чисти почвата од тешки метали. Значи, Расте многу има циклус на растење многу побрз од другите растенија. Да, да. Тука се со бамбус, негде и бамбусот исто така брзо, ама тука се. Сам да кажам дека во каква средина и да го ставиш канабисот, секогаш исто делува позитивно на таа средина. Тоа дали ќе биде човечко тело, дали ќе и тоа сакав да спомнам. Луѓето порано канабисот не го користеле само директно како канабис, на пример за лек, за ритуал, не знам, за рекреативна употреба, за пушење, го користеле индиректно. Животните кои сме ги користеле домашни, крави, свињи, кози, овци, исто така паселе канабис. Тие канабиноиди иделе во нивните тела. Исто така и луѓето и животните се хранати со семето од канабисот. Значи, многу е различно да јадеш животно, више нели ако не си вегетаријанец, да јадеш животно кое е хрането со некакви концентрати по фарми и кое е хрането буквално со канабис. Значи, тие ендоканабиноиди ти ги добиваш исто така и преку месото на животното. Самото месо е многу поздраво, со помалце паразити, подобро се абсорбира, нели ние кога го јадеме. Од друга страна, кокошки кои се хранат со семе од канабис, нивните јајца имаат 2 до 3 пати повеќе протеин, повеќе минерали, исто така што се добри за човечка употреба. Значи, сега во Америка има цела една индустрија, може луѓе што ќе го слушаат подкастот да прогуглаат малце, се викаат hemp eggs. Јајца кои се снесени од кокошки кои се хранети со семе од коноп, и тие јајца се обично 3 до 5 пати поскапи него обично јајце во супермаркет. Мислам, кај да свртиме, канабисов помага, затоа е и толку контроверзен. Сега, да дојдеме до она што е скандалозното. Што всушност се случува во телото кога се конзумира на највообичаениот начин, значи се витка во цигара и се пуши? Што всушност се случува и што е тоа што е дискутабилно тука? Дали го заматува умот, дали е намалува? Зборувам како човек кој што не го конзумира, значи какво е чувството? Што е тука проблематичното? Сега ќе пробам на кратко да разбијам неколку митови. Например, луѓето прво вака, од пропагандата против канабисот, нема да кажам информациите, од пропагандата против канабисот, знаеме дека ако пушиш канабис, почнува мозокот да се суши, дека умираат мозочни клетки. Ако пушиш канабис, исто така белите дробови, исто како и цигари, нели, со горена материја, вдишуваш чад, ги внесуваш катран во белите дробови, дека тоа е многу штетно, нели, после тоа губиш капацитет на белите дробови, помалце кислород можеш да абсорбираш и така натака. Дека делува, може да те донесе до шизофренија, значи тоа е пропагандата против канабисот на кратко. Сега ќе пробам едно по едно таа пропаганда или тие митови да ги разбијам со факти кои се веќе научно докажани. Тоа е ова.
Значи со користење на канабис, еве да речеме најраспространетата употреба е преку форма на пушење. Кога пушиш канабис, ти внесуваш мислам при секаква интеракција со канабис, ти внесуваш канабиноиди во себе. Канабиноидите сами по себе не само што не се штетни, туку се полезни за човечкото тело, зашто го регулираат ендоканабиноидниот систем. Заради тоа, уствари, луѓе, заради тоа канабисот е најупотребуваната забранета супстанца. Едноставно зашто луѓето гледаат бенефит во тоа и тоа го повторуваат. Кога пушиш канабис, внесуваш канабиноиди во твоето тело. Нормално зависи од сортата од која пушиш, од тоа зависи кои канабиноиди ги внесуваш во твоето тело, нели сорти со CBD кои содржат ќе внесеш поише CBD, сорти кои содржат THC ќе внесеш поише THC. Сега, канабисот има повеќе од 114 изолирани канабиноиди до сега, од кои THC и CBD се најпознатите, заради тоа што ги има во најголем број. А од нив, реално, канабисот е забранет само заради THC молекулата, зашто структурите кои сакаат да го забранат канабисот, откривајќи дека таа е психоактивна, ја земаат како добар кандидат зашто би требало дека таа е причината зашто би требало да се забрани канабис. Нормално канабис има психоактивно дејство, но што е разликата од тоа психоактивно дејство со психоактивното дејство на некои други дроги? Например, исто така и никотинот и кофеинот имаат психоактивно дејство, ама никој не се плаши од нив. Зашто се и алкохолот, зашто се широко распространети и едноставно се знае дејството, многу добро е научено, влезено во нашава култура и така натака. Значи, ти кој ќе видиш човек што испил 2-3 кафења, и го почне срцето малце побрзо да му тропа, за него е тоа нормална работа, ќе каже од савале претерав со кафе, малце ми тропа срцето. Истото се случува понекогаш ако претераш со канабис, ама ако почне малце поише да ти тропа срцето од малце поголема доза канабис, тогаш настанува паничен напад. Истото се случува и со кафеот, така да ќе кажам слично, некој кој ќе се опие, некогаш нема рамнотежа, паѓа доле, не може да збори. Со канабис тоа никогаш не се случува. Ако претераш можеш да заспиеш, ама ова со алкохолот е исто така инкорпорирано во општеството, така да некој ако се опие и збори глупости и паѓа, обично луѓето околу него се смеат, тоа им е забавно, зашто е очекувано тоа да се случи од алкохол. Ако нешто слично ти се случи од канабис, тогаш се вика брза помош. Ама генерално и претерувањето не е нешто што треба да се случува со било што, дури со храна и со вода. Мислам, претерувањето е нешто што треба да се избегнува. Сакам да кажам дека ако веќе се случи, какви се дупли стандардите за тоа ако се случи од канабис или ако се случи од друга супстанца која е, да речеме, е легална. Прашањето ти беше, малце забегав на друга тема, прашањето беше што се случува во телото, значи. Така, кои се ефектите, значи влијанието на мозокот, на умот. Канабиноидите како прво и основно се закачуваат за канабиноидните рецептори кои ги имаме во нашето тело. Тие канабиноидни рецептори се наречени CB1 и CB2 и канабиноидите се закачуваат за нив. Тие рецептори ги имаме скоро на сите клетки во нашето тело, поготово на внатрешни органи, на репродуктивни органи, во мозок, во коски, поготово во сршта на коските, кај што се создава и крвта, така да и тие ендоканабиноидни рецептори уствари прават хомеостаза во нашето тело и го балансираат телото за сите системи да работат во рамнотежа. Тука зборам и за ендокрин систем, значи за жлездите. Кога ќе се случи некаква нерамнотежа во организмот, под влијание на штетни влијанија, дали од храна, дали од воздух,
од стрес, значи од различни фактори, овие канабиноиди кои се наоѓаат во канабисот, го враќаат преку ендоканабиноидните рецептори што ги имаме во телото, го враќаат телото во рамнотежа, во хомеостаза. Значи тоа е кратката верзија на тоа што прави канабисот во нашиот организам. Сега да не ги кажуваме систем по систем, заради тоа што тој повеќе би требало да го каже некое стручно лице кое за жал не се интересира на оваа тема, иако имаат веќе доволно литература за тоа, ама во кратки црти канабиноидите ги регулираат скоро сите системи во нашето тело и ги доведуваат во совршен баланс. Тука ТХЦ-то се издвојува со психоактивниот ефект, со тоа што ти го регулираат и расположението. Во смисол, затоа и во поп култура и секаде човек што користел канабис го нарекуваат дека е хај. Едноставно, канабисот не ти ја менува свеста, туку ја подигнува фреквенцијата на мозокот. Значи, многу луѓе не разбираат дека тоа уствари не е психоактивно чувство кај што ти имаш искривена перцепција за светот околу тебе, туку повеќе би рекол дека имаш изоштрена перцепција на светот околу тебе. И уствари ја ТХЦ-то или воопшто сите канабиноиди зашто работат во синергија, која ќе конзумира човек, му ја креваат фреквенцијата на работата на мозокот и сите ние више знаеме и тоа е научно докажано дека кога си нервозен, кога си во депресија и така натака, кога си кога си едноставно негативно расположен, и мозокот работи на пониска фреквенција, самиот ти воопште како човек си работиш на пониска фреквенција. Со тоа и си во поголем ризик од болести, значи кога си под стрес работиш на пониска фреквенција, кога си нервозен работиш на пониска фреквенција, со користење на канабис едноставно ја креваш фреквенцијата, затоа не е случајно кажано дека луѓе кои користат канабис се хај. Значи само ја подигаш фреквенцијата и свеста ти се шири. Од таму е муабетот дека многу уметници добиваат инспирација кога се под дејство на канабис, многу музичари добиваат инспирација кога се под дејство на канабис, ја креват фреквенцијата, мозокот работи на повисока фреквенција, забележуваш многу повеќе детали што се околу тебе, што иначе не би ги забележал. Така да тоа не би го нарекол психоактивно дејство во смисол на менување на перцепцијата или менување на свеста. Со други зборови, да не должам многу, човек под дејство на канабис никогаш не би направил работа што не би ја направил кога не е под дејство на канабис, за разлика од алкохол или од некоја друга дрога. Така. Која е разликата помеѓу листовите од канабис кои што се употребуваат до она што го има на пазарот во форма да речеме на хашиш, сум видел оние црни како темјан се отприлика, значи Јасно. очигледно дека не е самиот листов кој има поминато некаква трансформација. Вака се, канабисот, маслото на канабисот, уствари сите лековити својства се наоѓаат во маслото на канабисот, ама тоа масло е во погрешен превод од англиски, тоа е смола, не е масло. И смолата не се наоѓа внатре во канабисот, туку на површината на канабисот. Значи канабисот кога ќе почне да зрее, создава мали жлезди кои се викаат трихоми. Тие се големи од прилика од третина до милиметар и пол. Значи се гледаат со голо око, ама многу се ситни. Нивната форма е буквално како печурка, имаат мало стебленце и горе топче на врвот. Во тоа топче се создава смолата на канабисот и таа е целата на површината на канабисот.
И сега ти ме праша за разликата од листот до уствари самиот продукт марихуана што е. А, канабисот како растение, таа смола кога ќе почне да цвета, ја произведува скоро секаде на неговата површина, со тоа што во цветот, каде што уствари се развиваат и семките, концентрацијата на тие жлезди, на тие трихоми е најголема. Мгм. Ама зборам најголема во смисол на повеќе стотици пати поголема од другите делови на растението. Така да во лисјата на канабисот буквално и да ги нема тие жлезди, тие трихоми. Значи многу малце повеќето се наоѓаат уствари на плодот на канабисот, тоест на цветот на канабисот, кај што се создаваат и семките. И заради тоа само тој дел од канабисот се користи за медицинска, мислам таму е смолата и секоја она употреба за која се користи смолата, тоа првенствено медицинска, секундарно нели религиозна, рекреативна, психоактивна, како и да е, значи се наоѓаат во цветот. Сите други делови на канабисот се користат за друга употреба, нели стеблото, гранките за индустријска употреба, иако и од нив понекогаш се прават чаеви кои имаат друго дејство, исто антиинфламаторно, антивоспалително, ама тоа е заради другите компоненти што ги има во канабисот, зашто во канабисот содржи над 114 видови на канабиноиди, ама вкупно хемиски соединенија содржи над 600. Тие другите хемиски соединенија се во листовите, во стеблото, во коренот. Например, коренот не содржи канабиноиди, ама сум налетал во стари книги на рецепти за конкретно лечење реума со корен од канабис. Значи се меле коренот, се вари, па од таа смеса после тоа се прават облоги што се ставаат на местата, нели, кај што се има ревматска болка. Значи, тоа сакам да кажам, ние збориме за канабисот, реално кога збориме за канабисот, збориме само за неговата смола. А целото растение има уште мал милион други употреби. Сега ти ме прашаш за разликата, нели? За жал во денешнава индустрија ја препознава и денешнава индустрија. Денешнава индустрија зборам од кога па почна да се легализира канабисот, последниве 10 години и да се менуваат законите секаде во свет, е фокусирана само на оваа смола. Значи, све друго, корен, стебла, лисја, све друго се фрла. А не би требало. Значи, не се заинтересирани за тоа. Напоменавме претходно кои се индустрии може да ги промени од корен, во смисол да ги направи почисти, поекономични, поеколошки. Првин затоа што брзо се обновува, значи дава постојана обнова на суровините, второ дека е чисто. Сега ќе ти кажам дури една причина зашто сега не може така да се користи канабисот, што по мене е смешна, верувам и ти може ќе се изненадиш. Вака, нели последниве 15-20 години како луѓе како мене и други активисти пробувајќи да легализираме канабис, бевме спротивставени со аргументи од другата страна, кои аргументи со тек на време се испостави дека се невистините и полека им паѓаат у вода. Во денешно време дури да немаат аргументи против канабисот, ама сепак го држат под контрола и забранет, иако више сите аргументи им паднаа во вода, ама има една друга работа, зборам за индустријската употреба на канабисот, нели за производство на градежни материјали, платно, хартија, целулоза за хартија и така натака. Од кога канабисот му е избацена употребата во корист на памук и на други индустријски растенија кои го заменуваат канабисот иако со помал потенцијал од него, во последниве 100 години индустријските машини не се развивани за да може ти да собереш од канабисот целулозата и така натака. Буквално се нема механизација за тоа. И сега тоа е една од причините зашто не се користи, например, индустријски коноп во хартиена индустрија, во индустрија за пластика. Значи, сега викаат, окей, тоа све, да, со канабис стварно многу целулоза се произведува, стварно може да замени добар дел од индустријата за памук и индустријата за целулоза која користи дрва како извор на целулоза. Туку сега изговорот е дека се нема механизација, што до негде и вистина, значи
Ти имаш посебни комбајни кои што берат памук, имаш посебни комбајни за различни видови на култури, зашто нели треба да различно сечењето на стеблото, па комбајнот да го преработи, нели плодот да го стави на една страна, стеблото на друга страна. Така. Механизација за канабис во денешен момент, сега во овој момент не постои за тоа ефикасно да го прави. Ти не можеш за да бидеш финансиски исплатлив, ти не можеш да садиш огромни количини на коноп на полиња и да бидеш конкурентен со други индустрии, едноставно зашто немаш алатки за тоа да го направиш. Ево може да биде добра основа за бизнис модели, луѓе што ќе произведуваат таква механизација и од друга страна луѓе кои што ќе произведуваат, нели? Ете така, да, ама и тоа еве тоа па му доаѓа се што е постаро кокошката или јајцето. Луѓе што би требало таа механизација да почнат да ја прават, значи технолози, механичари и така натака, викаат ама не се сади доволно канабис за ја да се фокусирам на ова, као нема да продавам доволно тие машини. И обратно, па овие други луѓе што би требало да садат канабис, викаат абе не можеме ние многу да произведуваме канабис нели за индустријска употреба, зашто ги немаме овие машини. И сега треба некој прв тоа да почне да го прави. Мора да се случи веројатно некој катаклизмичен настојан кој што од корен ќе ги смени работите и да речат сега мораме, навистина мораме. Зашто еве конкретно ќе ти кажам за Македонија пример, иако е точно дека бев нападнат во коментари на еден друг подкаст зашто кажав дека марихуана произведува многу повеќе целулоза него дрва и луѓе испорипаа во коментари нели со критики дека марихуана и коноп се две различни работи, дека едното нема врска со другото. Значи еве објасни дали е така или како всушност тоа работи. Вака сега тоа е делумно точно, заради тоа што точно е дека прво вака постојат многу различни сорти на коноп. Како прво марихуана е истото име, марихуана е име за истото растение кое се нарекува и коноп. Буквално марихуана е измислено нели утаму 20-30 години од минатиот век како погрдно име, зашто мексиканците ја пушеле, нели па силувале бели жени, она пропагандата американска за забрана на конопот. Иначе конопот иако е растение што има највише имиња, значи почнувајќи од коноп, канабис, марихуана, ганџа, секоја африканско племе има различно име за канабисот, сите тие имиња во нивните јазици означуваат една иста работа. Во македонскиот што се означува коноп. Дури потоа можеш да видиш и кој јазик колку е стар, зашто има една исто интересна работа, сега малце ќе избегам од темата, ама нема проблем. Мора да го спомнам. Според некои лингвисти, конопот на некој старопелазгиски јазик се викал канаб. Канаб. Не знам од кај е таа информација, имам само најдено на интернет. Сега, коренот на латинското канабис и на словенското коноплја е еден ист. Од овој старопелазгиски, ќе ти пуштам, има како еден диаграм за името коноп во различни јазици и култури, како се движи името, дека уствари потполно истото име, ама сега вака, во македонскиот јазик, од сите словенски јазици, во македонскиот јазик само се вика коноп, во сите други словенски јазици се вика коноплја. И ова македонскиот назив коноп е најблиску до тој стариот пелазгиски канаб. А од таму доаѓа и латинскиот канабис. Во сите јазици едно исто означува јаже. На македонски коноп буквално значи јаже, на српски коноплја не значи јаже, ама канап значи јаже. Канап со п. На англиски, на холандски канвас значи платно. Она платното за сликање што е практично канвас. Грубото платно, да, е канвас. Така да
марихуаната уствари не е марихуана, него има едно име и тоа име е потполно истото во скоро сите јазици. Коноп и канаб, и канабис, и коноплја, све е тоа едно исто. Така да за овие луѓе што викаат дека од коноп се прави јаже, а од марихуана се прави дрога, се во тешка заблуда и се жртви на овие луѓе што сакаат да го забранат канабисот и ги пуштаат овие дезинформации за да луѓето за да се збунат. Значи, конопот имаш многу сорти на коноп, ама све е тоа коноп. И не би ги нарекол сорти, тоа се варијации. Сега, варијациите што значат? Тоа се генотипови кои во некои генотипови точно дека има повеќе ТХЦ и тие се овие типови кои луѓето ги викаат марихуана. Во некои генотипови имаш повеќе целулоза, тие се овие типови луѓето што ги нарекуваат индустријски коноп. Ама тоа све едно исто е. И е голема заблуда дека во овие типови кои се користат за материјал и за коноп и за, не знам, композитни материјали и така натака нема ТХЦ. Паш напротив, и во нив има ТХЦ. Исто така поделбата на индика и сатива, дека сативата е уствари индустријски коноп и дека нема ТХЦ, а индиката дека е марихуаната со ТХЦ, и тоа е грешка. Ти имаш индика што има многу целулоза, а што скоро и да ич нема ТХЦ, и имаш и сатива што па нема целулоза, а има ТХЦ. Значи, индика и сатива е само поделба од кој дел на светот доаѓаат и каде растат. Постои вулгарис, подвид вулгарис? Не, рудералис. Рудералис. Канабис рудералис е, самото име кажува, рудиментирана или заостаната многу слаба форма на канабис, и таа расте како поише се приближуваш до Северен пол. Така. И таа е развиена, зашто вака канабисот е фотосензитивно растение во смисол тоа има два циклуса на растење. Вегетативно, кога расте само во големина, и кога цвета, кога уствари го создава плодот. И едногодишно растение. Сега канабисот почнува да го создава плодот кога ќе осети дека денот во природата се намалува. Значи, од 7 карати во природа, од 7 карати некаде крај на април, кога температурите ќе достигнат 15-20 степени надвор, ама тогаш и денот се зголемува, така? Так. И тој расте, и додека се зголемува денот, тој расте вегетативно. Значи, расте во големина. На 22 јуни е денот најголем. После 22 јуни денот почнува да се намалува. Како денот се намалува, канабисот го осеќа тоа, рековме дека е фотосензитивен, знае дека со намалување на денот доаѓа есен па зима и тогаш почнува да цвета и да го создава плодот, да создава семе и да создава оваа смолата што збориме цело време дека е лековита, тоест канабиноидите. Сега, блиску до Северен пол, овие разлики во големината на денот и на, нели, од денот од кога е најголем и кога почнува да се намалува, идат во екстрема, и канабисот од кој е денот најголем, 22 јуни, додека да дое есен кога ќе почне да се намалува денот, е многу кратко времето. И тој канабис се прилагодил да не биде фотосензитивен, во смисла да чека да почне да се намалува денот за да почне да цвета, зашто нели блиску до Северен пол, кога денот ќе почне да се намалува, многу брзо доаѓа есен и канабисот нема време да дозре и да развие плод и семе. Тој канабис се има адаптирано, збориме конкретно за рудералис, се има адаптирано да почне да цвета без да се намалува денот. И тој, например, од кога ќе изврти, после 3 недели, без разлика на светлосните услови, почнува да цвета. Ама тој
тоа е толку рудиментирана форма да произведува многу малце од оваа смола што ја збориме, а и многу малце целулоза. Значи, тој вид на канабис не расте повисоко од 1 метар. Значи е баш она како мини форма на канабис и убрзана форма. Многу брзо расте и многу брзо цвета. И тоа е така само заради условите во кои има еволуирано. Ама сепак и тој ги има истите својства што ги имаат другиве сорти на канабис. И реално има три главни подвидови на канабис. Тоа се канабис сатива. Морам да напоменам, сите видови на канабис имаат наставката сатива. Значи имаме канабис сатива, канабис индика сатива и канабис рудералис. Сега, зашо рудералис нема наставка сатива? Зашо сатива уствари значи култивирано растение. Така да кога ќе видиме дека сите видови на канабис завршуваат со сатива, гледаме дека се сите култивирани и дека човекот ги одгледувал многу долго време, тоест илјадници години. Само овој рудералис нема наставка сатива, зашто тој не е култивиран, тој е баш она див канабис, што останал див, зашто во тие услови кај што расте, луѓето не ни можеле ни да го култивираат. Зашто е тоа многу блиску до северен пол и се спушта некаде по оние напоредниците на планетата, мислам некаде у природа кај најблиску до нас, природно рудералис расте во Унгарија, ама горната граница на Унгарија, не према нас, него према Полска, према Русија. Украина така. Да. Сега, Украина е полна со рудералис и Русија. така. Она што е можеби најчесто поставувано прашање, она што најмногу се бара всушност е тоа масло од канабис. Првин можноста да се купи веројатно веќе во Македонија е достапна, значи поради тоа што се имаше некои закони за легализација, ти си поупатен од мене. Но моето прашање за препастување кога имаме една билка која што од Бога дадена, зошто се уште треба да биде тоа така тешко достапно и уште повеќе зошто ако е така корисно треба да биде толку скапо? Сега вака, долго време ни трае подкастот, за жал малце забегавме во други теми, а скроз не спомнавме оваа е уствари најбитната, нели зборевме зошто и како е забранет, не конкретно него од прилика, нели дека смета на индустрија и така натака, ама доаѓаме до најголемата измама во денешно време, а тоа е, се ти ме прашуваш за маслото, зошто е уште тешко достапно, а ја можам да ти кажам дека маслото воопшто не е недостапно. Заради тоа што вистинското масло и вистинскиот екстракт за кој збориме дека толку многу помага со човеково здравје, се уште не е достапен до пациентите. Значи, до пациентите станаат достапни некои разблажени форми на канабис екстракти, кои се прво слаби по концентрација и второ не ги содржат најбитните канабиноиди, кои би помагале и највише помагаат со болести. Значи, така е системот направен да се користат екстракти од масла кои само малце и само симптоматски помагаат со некакви состојби и диагнози, а во исто време европската легализација на канабис, што уствари е скроз различна од америчката и канадската, европската легализација на канабис се случува сега во моментов по германски модел, кој што легализираше Германија во минатата година на 1 април. Као Германија направи као целосна легализација, секој дома да може да произведува до 3 билки максимум и нели да може да купи канабис во аптеки, а од пред некое време и во кофи шопови или не само во места што
што се класифицирани како аптеки, него малце послободно. Ама зашо сакам да кажам дека се случува најголемата превара на овој век, мислам, со легализацијата на Германија, легализацијата на канабисот во Германија. Прво, ние како активисти се боревме првенствено за пациентите, а не за рекреативна употреба на канабис. Во смисол дека и рекреативната употреба е медицинска. Заради тоа што нели секоја супстанца што ти олеснува некоја состојба се нарекува медицинска употреба. Сега, Германија, иако некои држави во Европа, вклучително и Македонија, има некои кратки излети со некои замисли за легализација или регулација на канабис на нивна територија, сите тие, вклучително и ние, иако тоа не се збори баш јавно, добивме по еден мал шамар од Германија, зашто Германија ствари сакаше да го постави моделот како да се движи таа легализација и регулација на канабис, и поставувајќи го тој систем, екстрактите на канабис, кои се уствари тие кои лечат, заради тоа што со само пушење канабис ти не можеш да се излечиш од канцер. Со пушење канабис не можеш, освен симптоматски, да си помогнеш за некои други диагнози. Оние екстрактите воопшто не ги ни спомнаа никаде, него они уствари направија систем кој под капата на медицинска употреба реално продава канабис за пушење и за забава. И количините кои секој човек може да ги купи во аптека или во продавница, може да користат само за забава или за некоја минорна медицинска употреба, што би излечила само некои симптоми, например нервозен си, па палиш џоинт да не си нервозен, ама екстракт не се продава што може да ти помогне со канцер, со диабет, со мултиплекс склероза, со не знам, со некоја друга диагноза. Значи, а во исто време, зашто се декларира како медицински канабис, мора да се произведе по GMP стандарди, а тие GMP стандарди се стандарди за производство на лекови. И сега прв пат под капата на производство на лекови, ти уствари ги користиш истите стандарди за да во земјоделие. Произведуваш, го направи многу паметно, како самиот сатана да им даде совети како тоа да го направат, да пак да направат индустрија од која ќе имаат многу бенефит финансиски, во исто време да кажат еве ги исполнивме очекувањата на луѓето и почитуваме човекови права, као еве ви може да користите канабис, а од друга страна тоа така е суптилно пак регулирано да ти пак не можеш со тој нивен закон за медицинска употреба реално вистински да си помогнеш со некоја медицинска состојба. Се враќаме на почетокот на моабетот. Истите тие кои што првин го забрануваа, сега го регулираат на нивен начин, така. Ете така, да. Сега више видоа дека не може да лажат, као рекоа па да, еве, види чудо, стварно не е многу штетен и стварно помага со некои болести, и сега го регулираат буквално на нивен начин. А тој начин е, пак ќе ти кажам, под капата на медицинска употреба, они пак го продаваат само за забава. Значи секој човек може да купи некоја мала количина, грам, 2-3 од аптека или не знам каде, збориме за сув цвет. Ама екстрактите нигде ги нема. На лекар да му кажеш имам канцер, ми треба канабис, ќе ти избрка надвор. Ме сваќаш? И пак канабисот го пропагандата иде, а гледа го оној истушен мозокот, пуши канабис, или нервозен си, испуши еден џоинт, бе брат. Расположи. Види, неколку години помина од нашиот
прв подкаст, па не ми делуваш некако како човек кој што ги заборал муабетите, ги заборал фактите, значи мозокот дека се истошно не. Освещението на мозокот, да, тоа е друг муабет, точно. Значи, тоа сме го кажале поише пати, научно кажано дека уствари канабис, вака све што зборат овие прохибиционистите за канабис, дека нешто прави, све што кажуваат они, уствари види дека е обратно. Значи, кажуваат дека суши мозок. Студијата дека суши мозок е направена, пробале на мајмуни да им дадат канабис за да видат, да најдат штетни резултати, не може да најдат штетни резултати, на мајмуните им пумпаат чад од канабис преку газ маски, огромни количини, мајмуните умираат од недостаток на кислород, а не од канабисот. И при недостаток на кислород, прво мозочните клетки се сушат. Мајмуните умираат, они прават аутопсија, гледаат исушени мозочни клетки и поврзуваат ТХЦ суши мозочни клетки. А не кажуваат дека мајмуните се умрени од недостаток на кислород. Таа одамна више debunked, разбиена студија која знаеме дека не е вистина, додека вистинската студија доаѓа од Израел од 92 година, може луѓе да истражат, да ја побарат на интернет, на Google, само нека напишат канабис и неврогенеза и ќе видат дека уствари ендоканабиноидите од канабисот стимулираат производство на нови мозочни клетки, тоест неврогенеза. Така да, значи, има секакви напади на канабисот, секаква пропаганда, ама сепак ќе кажам, најголемата превара ни се случи со германското легализирање на канабисот. Иако тоа викаат дека е добра работа, па мислам, ти го пратив тебе, ти ја пратив рекламата за... Ми ја прати. Може да ја поставиме тука, таа побрзана со Майк Тајсон и со Александар Македонски. Да, таа е извадена, таа реално може да се постави зашто е дел од маркетинг на македонска фирма, што не е ни македонска фирма, него странска фирма која одгледува во Македонија и реално експлоатира наши луѓе. Произведува канабис, тоа е случај со сите македонски фирми, не е само таа. Нашите луѓе се експлоатирани, за мали плати произведуваат канабис, што во Македонија се вика дека е дрога и луѓе не смеат да го користат, а во Германија луѓе може да си го купат. Останува дека квалитетот во таа вистинска смисла за која што зборуваш ти, останува да биде производ на црниот пазар. Не, вака, и тој канабис што се произведува по овие фабрики е квалитетен канабис. Ама работата е што не е поквалитетен од некој друг канабис одгледан на ниво. Само разликата е тоа го бара медицинската индустрија, да се има потекло, значи секој растение има свој таг и свој број од растење од семка до берба и може да се следи целиот живот на растението до берба. Тоа се тие медицински стандарди. Во смисол како одгледувано, дека секогаш е поливано на време, дека немало никакви болести, дека е третирано по тие GMP стандарди. Сега, зошто тоа мора така да биде? Зашто е за медицинска употреба и за човечка конзумација. Ама за човечка конзумација на пазар се и патлиџани, и пиперки, зелка, и воопшто не подлежат на тие стандарди. Значи, тие сте стандарди непотребно наметнати, за да не може секој да одгледува. За да може само одредени луѓе кои се више блиски на фармацевската индустрија и кои ги познаваат тие стандарди да одгледуваат. Тотално непотребно. Тотално непотребно и бирократски да се одвои нивниот медицински канабис од другиот канабис, што некој би го произвел дома. Зборот ми беше, значи, и самото масло кое што бара процесна обработка е нешто што не може во таа концентрација во која што е потребно за лечење, не може да се купи во аптека, туку автентичното масло, тоа ми беше поентата, останува да биде производ само на црниот пазар. Точно. Тоа и сам да кажам, значи целата легализација и регулација и ветување дека ќе биде дозволено за медицинска употреба беше една само голема лага и манипулација.
кажи ми, ги спомна, значи, една од сортите која што расте во постудените краишта, дали климата, пример македонската клима има пресудна улога во тоа каков квалитет на канабис ќе се Да, произведе? да, вака сега, скоро сите растенија, ама канабисот тоа највише се гледа зашто е распространен скоро по цела планета. Иста сорта канабис да засадиш, да речеме, во Македонија и не знам, на некое друго место, кога ќе порасне ќе личи различно, зашто ќе се изрази фенотипот на растението. Нели тоа носи генетски многу предиспозиции, зависи кои од тие гени ќе ги изрази, зависи од околината во која се наоѓа. Нели ако расте високо на планина, кај што навечер паѓа температурата ладна, тој ќе остане низок, нели, морфолошки ќе биде различен од истата сорта ако земеш друга семка и ја засадиш некаде во низина кај што константно температурата е иста и е топло. Значи овој во низина ќе порасне повисок, поразгранет и така натака, овој во планина во потешки услови ќе изрази друг генетски потенцијал. Исто така тоа е и за каква смола ќе развие и кој со однос на канабиноиди. Значи, да, точно е дека тоа многу влијае и точно е дека Македонија е една, не само Македонија, цел Балкан, зборам Јужен Балкан, значи Македонија, Албанија и Грција, се многу добри за одгледување канабис. Со тоа што, ако ја спомнам Грција, тоа е дел од доегеска Македонија, зашто има и плодно земјиште, зашто подоле Грција е, нели, карпа и камен, нема земјиште. Ама Македонија и Албанија и Јужна Србија се многу добри поднамја за одгледување на канабис. Уствари, од нашиот прв подкаст пред тоа до сега имам многу информации искочено, имам налетано на информација, имам спомнато и по други подкасти, за еден научник кој се вика Симо Тројановиќ. Тоа баш мислам дека ти го имам пратено, не сум сигурен. Ама ќе ти го пратам како и да е после овој подкаст, за еден научник што истражува канабис од тука од Македонија. Научникот се вика Симо Тројановиќ, ама ја нешто истражував за него и најдов некои информации дека он е роден у Битола и дека е Симо Тројановски. Човекот има предавано на факултет во Загреб, на факултет во Белград и на факултет во Скопје во период од 1894 до 1925, нешто до 1930. Значи имал кариера како професор околу 30 години и он прв пат го чита Херодот. Херодот знаеше, антички историчар. И Херодот има пишувано за скитите, тоа се племе кое тука малце освојувачки настроено, кое се движело тука околу Црно море. Така си чул за скитите, така? Така. Скитите, Херодот пишува за скитите дека први во историјата има документирано употреба на канабис за различни цели, вклучително и пушење, и дека многу често нивните религиозни обреди и ритуали инволвирале користење на канабис со инхалирање. Они се затварале во шатори, онакви триаголници како индијански вигвам. Тука мислам дека се викаат јурти, може си чул, така професорот ги опишува. Шатор кој се вика јурта. Тоа е како триаголник, нели, баш како ви индијанскиве, и во тој шатор во средина ќе запалеле оган, кога огнот ќе изгори и кога ќе остане само жар, врз жарот истурале канабис и седеле затворени во шаторот и го вдишувале чадот. На тој начин конзумирале. Професоров, што го спомнувам, Симо Тројановиќ, читајќи го Херодот и како скитите користеле канабис, пробал и он тоа да го направи и има точно направена студија каде што он и негов асистент се затвориле во таков шатор. А се интересното е, нели, ако збориме тука е уствари тој муаветот за индустријски коноп и марихуана, што кажувам дека е едно исто.
Сега две паралелно теми терам и за Нема Симо проблем. Тројановиќ и за конопот. И сега Симо Тројановиќ го инхалира конопот и очигледно има психоактивно дејство, зашто тоа го опишува во неговото истражување. Ти реков ќе ти го пратам да го видиш. Го опишува, пишува, нели си мери крв, крвен притисок, шеќер во крв и така натака, и опишува дека тој канабис има психоактивно дејство. Канабисот е набран на територија на Северна Македонија и Јужна Србија. Значи, од Врање до Куманово. Там и истиот професор во неговото истражување кажува дека луѓето од тој реон, од Врање до Куманово, во Југославија и во Кралство Југославија се најбогатите луѓе, заради тоа што нивниот канабис е толку квалитетен и потентен што се извезува и во земји каде што и самите земји произведуваат канабис. Сега, исто така го опишува очигледно психоактивното дејство кое он сам го доживува. Ама исто така објаснува дека тој канабис се користи за индустријска употреба, а во исто време е психоактивен. Сега, тоа мене ми беше доказ за една друга работа, што ќе ти ја докажам после ова. Истиот професор, значи, истражува и кажува дека највеќе канабис се произведува од Врање до Куманово, дека е најквалитетен, дека е психоактивен, значи не се работи за индустријски коноп, тоест се работи за индустријски коноп кој е во исто време и психоактивен, што е уствари оригиналната марихуана, не денешниве хибриди. Или оригиналниот коноп. Експериментот го повторува после 25 години на факултет во Скопје. И тоа го има документирано, дури ги има и студентите на кои им дал да пушат заедно со него, ги има со име и со презиме. И Апла пишува дека е тоа испитувањето повторено на факултет во Скопје. Значи тоа ќе ти го пратам да го видиш. Сега, јас преку тоа негово истражување случајно поврзав и таа теорија, за среќа, и за тоа сум многу среќен и горд што ми ја потврдија и некои странски професори со кои сум соработувал, а тоа е дека пред 100 години, тоест пред прохибицијата 1961 година, пред поделбата на марихуана и на индустријски коноп, немало сорти кои имале ТХЦ и сорти кои немаат ТХЦ. Зашто сега има сорти кои имаат ТХЦ 25%, а ЦБД само 1%. И сорти кои имаат ЦБД 10-15%, а ТХЦ под 0,2%. И тие се сортите кои се вештачки направени после прохибицијата на канабисот, зашто од кога канабисот е забранет, некои држави не ќе да се откажат од неговата индустријска намена, иако е забранет, па го произведуваат. Ама они ги укрстуваат сортите да имаат што помалце ТХЦ, додека во сиви зони како Холандија, Швајцарија и на некои други места на планетата кај што продолжува да се користи за медицинска и за, да речеме, за пушење рекреативна употреба, сортите ги вкрстуваат да имаат што поише ТХЦ. И едните и другите бегаат од оригиналниве сорти кои реално имаат избалансиран однос на ТХЦ и ЦБД, кои се психоактивни, не толку како денешните сорти, ама сепак се психоактивни и од нив можеш да правиш и лек и материјал. Ме сваќаш? Така, така. Тоа исто така една голема заблуда, затоа кажувам дека не постои коноп и марихуана, дека тоа све е едно исто. Тоа е коноп. Марихуана како марихуана измислен термин, не постои. Све е коноп на македонски, канабис на англиски, латински, некој друг јазик. И оно што мислам дека треба да биде сега еден крај на емисијата, а тоа е врз основа на тоа што го зборуваш ти како активист, врз основа на истражувањата за кои што зборуваш, дали е можно да се направат три работи? Првин, позитивно законодавство кое што ќе оди во прилог на тоа да крајниот корисник, дали е тоа не толку рекреативно колку што е оној медицинскиот дел, дали производството на било кои други материјали произведени од канабисот можат да бидат, значи, поттик за позитивно законодавство и за соодветни бизнис модели кои што
на генерациите што доаѓаат ќе може да има, значи, првин позитивно законодавство, а после и бизнис модели за создавање соодветни бизниси, соодветни работни места, можност за креирање на М, уникатни места каде што ќе се развива Па вака, младината на иднината. јасно. Не сакам да бидам песимист, ама а, првата прохибиција на канабис што се случи со многу јак маркетинг и за тој јак маркетинг беа способни само големи корпорации и самите држави. Значи луѓето, зашо во нивна контрола се весници, телевизија, јавни гласила и така натака. Оваа вторава, мислам, тоа беше со прохибицијата. Сега кога почна еден голем бран, спорам од 2000 година навака на размислување за менување на законите, почна заради тоа што се појави интернет и луѓето можеа многу полесно да споделуваат информации и реално да се послободни, зашто интернетот колку што не заробува и ни го пере мозокот, сепак ако паметно го користиш и поврзува луѓе, размислување и така натака, едноставно комуницира, така да и многу информации кои овој естаблишмент сака да бидат забранети, преку интернетот некако поише се расширија. Имаше една голема еуфорија меѓу активистите, зашто мислевме дека конечно ќе може да се легализира канабис, заради тоа што оние сите факти кои се про канабис, а тоа е дека е лековит, дека не е штетен, све она што го кажуваме како аргумент про канабис, дека више не може да се крие под тепих и дека со помошта на интернетот и нели брзо споделување информации ќе стигне до скоро до сите луѓе на планетата и дека ќе се смени јавното мислење, а со тоа и наративот дека канабисот не е дрога, дека е многу потребен на планетава, дека може да спаси многу индустрии, многу животи, да го подобри квалитетот на животот на скоро цела планета. Мислевме дека тоа све ќе искочи на виделина. За жал, видовме дека не е така, што буквално тие големи корпорации не превеслаа жедни преку вода, кој што кажав, се случи некаква полулегализација кај што ќар пак имаат само големите корпорации, а кај човекот не остана ништо освен што во некои држави дадоа право луѓето да користат дари како Германија рекреативно. Не кем да сум песимист, ама мислам дека треба дека таа промена не може да се случи само во канабис индустријата. Значи, тоа робство што го гледаме, што сите сме уствари робови преку канабисот, во смисол дека не може да го користиме кој што сакаме, дека не може да го произведуваме кој што сакаме и така натака, тој ист наратив го имаш во скоро сите индустрии. Додека не се случи некој глобален ресет да почне луѓето да размислуваат поинаку, во исто време за сите индустрии, мислам дека е многу тешко таа промена да се случи само во канабис индустријата, зашто сепак според овој нашиот муавет малце бевме хаотични, скокавме од тема на Така, тема, така. ама ако се земе како целина некој убаво да ни го разбере муаветот, гледаме дека канабис индустријата е тесно поврзана со политика и со други индустрии све и дека е толку многу поврзана и контролирана од овие исти луѓе што ги збориме, што не верувам дека таа промена може да се случи само во еден сегмент, а тоа е канабис индустријата. Ја мислам дека таа промена треба да се случи од некоја средина каде што после ќе се расшири на сите индустрии. Тука збораме едукација на луѓе, значи школство, пошто гледаш и дека и децава се полошо и полошо школство имаат, најверојатно за да се заглупат, пошто тоа е дел од таа цела агенда. Значи таа револуција треба да се случи неколку чекари поназад во тајмлајнот. Не може да се случи само во канабис индустрија или само во нафтена индустрија или само во медицинска индустрија или не знам каде. Треба прво човекот да се разбуди, па сите тие индустрии полека да се менуваат. Така да мислам дека тоа би требало да се случи ако ние како луѓе се разбудиме, ама некако
Не ми изгледа добра работа, како се движи времето напред. Така, јас тука би сакал да подсетам за сите дека јас се обидувам да бидам едукатор, дивулгатор и споделувач на идеи кои што не така често се споделуваат на секаде, така што и оваа емисија би сакал да биде доживеана така, а ти благодарам на тебе за помошта околу дивулгацијата, споделувањето на овие идеи и се надевам дека ќе се видиме пак наскоро со нови сознања. Се надевам и ја, прво фала за времето, спомнав и од долго време ме немаше нигде ни по подкасти, па сега ова е трет подкаст кај што сум гостин. Да ти кажам фала исто како на другите два подкасти што им кажав за интересирањето за оваа тема и за воопште можноста да бидеме во етер со ова, зашто лека по лека се заборава. Нели, вака колку толку ја враќаме пак во фокус. Така, јас ќе ги ставам во описот на ова видео и претходните два подкасти што ги имавме со тебе, така што луѓето можат да се потсетат и да видат што сме кажали таму. Е така. Фала многу, па до некој друго гледање се гледаме. Поздрав. Чао.